Од 7 октомври светот се прашува зошто Израел ги убива цивилите во Газа, во најголем дел жени и деца. Можна причина е Дахија доктрината, израелска воена стратегија на асиметрично војување која опфаќа уништување на цивилната инфраструктура, колективно казнување и употреба на несразмерна сила. На нејзината примена во Газа, а врз основа на изјавите на израелските функционери и степенот на разорување, се посомневаа ветераните на израелската војска кои се противат на окупацијата. Го објаснија нејзиниот главен принцип – намерно убивање и уништување на имотот на цивилите, за да поради страв престана да ги поддржуваат своите лидери, во овој случај Хамас. Како модел на одвраќање настана во 2006 година за време на Втората либанска војна, кога израелската армија ја претвори целата Дахија, густо населено предградие на Бејрут, во урнатини, тврдејќи дека тоа е заслониште на Хезбола. Во октомври 2008 година, израелскиот генерал Гади Ајзенкот, мозокот на оваа стратегија, рече дека истото ќе се случи со секое село од кое се пука кон Израел. Ќе примениме несразмерна сила на тоа село и таму ќе нанесеме голема штета и разорувања. Од наша гледна точка, тоа не се цивилни села, тоа се воени бази. Ова не е препорака, ова е план и тој е одобрен. Веќе во ноември 2008 година Израел во нападот врз Газа за 23 дена уби 1400 палестинци. Извештајот на Обединетите нации од 2009 година утврди дека израелската стратегија во овој напад била осмислена да го казни, да го понижи и тероризира цивилното население. Дека Израел со Дахија ги крши правилата на војување и меѓународното право согласни се и бројни експерти. Но без оглед на критиките имплементирана е во секој нареден напад врз Газа. Најсилно во 2014 година, кога за 50 дена убиени беа 2100 палестинци, а масовното уништување на инфраструктурата израелските генерали го опишаа како враќање во камено доба и враќање на часовникот за 20 години назад. Поранешниот израелски полковник Габриел Сибони објаснува дека таквиот одговор е насочен кон нанесување штета и казнување до таа мера што ќе бара долги и скапи процеси на обнова. Додека ги руши објектите, Израел свесно ги убива цивилите, бидејќи со технологијата на вештачката интелигенција има информација за бројот на луѓе во таргетираниот објект. Во друг случај бомбардираат непрецизно, поради заштита на време. Со таквиот пристап, од 7 октомври разорени се 60% од инфраструктурата на Газа. Израел со Дахија доктрината се е колективен страв од спротивставување на ционистичката држава и прави трајна штета без оглед на цивилните последици.